Civil Media. Во однос на оценките за исполнувањето на поглавието 23, државата има направено соодветни чекори, треба уште повеќе, мислам секој пат има можност за подобрување. Меѓутоа, најинтересно е тоа што владењето на правото треба да се свати како основна алатка за да се обезбеди целосно демократско владење во земјата и во државата. Конкретно, владењето на правото со поглавието 23 е многу далеко. Пример, треба да се поработи на многу други посуштински измени во законите и не само во законите, туку зборувам во менталната матрица на играчите во правосудството, за да се обезбедат тие демократски вредности на новата кривична постапка, на новите механизми за независност на судството и така натаму. Однос на препораките на Греко, што се однесуваат за корупцијата, во и Греко препораките, конкретно овие четвртата рунда на евалуација, беа дадени како дел од нив беа и многу тешки према нашата држава, према Северна Македонија, во аспект на тоа што се барат работи кои ние мора да ги направиме во нашиот етички кодекс, кои другите етички кодекси на државите во регионот ги немат. Греко во суштина оди чекор понатаму, каде што предвидува и етички кодекс за пратеници, што поред мене што мора да го има, како алатка за борба против корупцијата. Понатаму извештајот на Греко ги тангира и сите други клучни прашања кои се однесуваат на обезбедување на сеопфатни механизми за борба против корупцијата, не само во парламентот, него и во обвинителството, во судството, во сите јавни сегменти на тоа. Моментално институциите работат на тоа, Греко стандардите треба да се исполнат. Јас мислам дека следниот извештај кој ќе дојде ќе биде доста позитивен и препораките ќе бидат исполнети во аспект на корупцијата. Од една страна ги имате сите документи кои ги има една модерна демократска држава. Значи имаме демократски устав, имаме демократски закон, имаме документи кои гарантираат независноста во правосудството. Меѓутоа, каде е проблемот? Практичната примена. Например, видете, нашиот устав, како модерен демократски устав, тргнува од претпоставката дека извршната власт и законодавната власт уживаат некаква доверба, меѓутоа не толку колку што ужива третата власт, судството. Значи има изразена недоверба према полицијата од една страна, со огромна изразена доверба према правосудството во друга, како заштитник на граѓаните. Сите модерни устави тоа го тангират. Понатаму имаме механизми за обезбедување на таа судска независност. Например, го имаме судскиот совет како главна алатка, што малку е перверзно, бидејќи се користи како прва алатка, што треба да се прави влијание врз судството, како што видовме со претходната власт. За неподобни суди, тие тефтерчиња, што се денес предмет на СЈ. Понатаму ги имаме сите механизми на закон за судови и закон за судски совет кои се насочени и буџетска независност кои се насочени да овозможат независност на правосудството. Меѓутоа, практичната примера оди многу бавно, скоро и непостоечки. Например, и не само во институционалната сфера, овие што ги напоменав одбор, меѓутоа и во процедуралната сфера. Најнаш имаме ние во 2006 година во Европа due процес револуција. Се менуваат кривичните закони, постапка да станува отворена, акузаторна и тоа има цел да го заштити судијата од несоодветно влијание на полицијата и обвинителството. Значи, судијата се перцепира како клучна фигура за владењето на правото, носител на судската функција, носител на третата власт, индивидуално и отчетно. И тој е одговорен само пред граѓаните. Значи, потребна е само добра практична имплементација, да се сватат демократските концепти, бидејќи судијата е носител на третата власт. Уставот не му дава доверба, не му дава доверба на полицијата, ниту обвинителство. Имаме, например, механизмите за улогата на председателите на судовите. Таа значајно треба да се намали. Сите меѓународни документи, мислењето број 10 од Европскиот консултативен совет на судите, тргнува од претпоставката дека председателот на судот треба да биде виден како главен администратор. Не треба тој да биде како прв меѓу еднаквите. Тој е главен администратор што помага само со административниот концепт на судот. Кај нас се обратно, кај нас се алфа и омега. Понатаму ги имаме композицијата на судскиот совет. Искрено, моменталната ситуација како што е во судскиот совет, ова решение, професионално решение, се покажа дека е нефункционално.
значи невладиниот сектор, невладината платформа лобираше на тоа составот на судскиот совет да биде направен полупрофесионален. За таму да не бидат суди од кариера кои буквално ќе ја заборават судската функција, туку да биде мешан од обвинители, адвокати, експерти, истакнати правници и сите други чинители во правосудството. Тоа е уште еден начин, уште налатка за се обезбеди формална независност на судството. Третиот концепт е соживување на концептот на судска етика. Ние имаме кодекс на етика, дел од греко забелешките, се работи на тоа, меѓутоа некако нема заживување на концептот на тоа. Например, обуки за етика на суди немаше се до неодамна, сега има. Сега почнуваме да се развиваме на тој концепт. Понатаму имаме советодавно тело за судска етика во рамките на Сдружение на судите, кој почна да регулира сега. Значи има и механизми кои работат на тоа, кои работат на осовременување на тие, на оживотворување на тие демократски концепти. Не постои власт во светот која не сака да го контролира правосудството. Сите власти, особено законодавната, извршната власт, сака да го контролираат правосудството. Бидејќи тоа е првиот иницијален момент кога граѓаните имаат контакт со државата, правосудството. Така што влијанието во секој случај на оваа власт е многу подраматично помалку од претходната власт. Претходната власт директно имаше влијание врз судството. Меѓутоа, да се обидиме да ги сватиме работите конкретно меѓу преговарањата за новиот закон за новиот закон за јавно обвинителство со кој се тангира судбината на специјалното јавно обвинителство. Јас не можам да сватам зошто тој закон треба да биде предмет на политички игри, политички манипулации. Многу е просто. Пораката на меѓународната заедница е јасна. СЈ треба да постои како концепт. Што има тука? Научниот кадар во оваа држава ги даде основните постулати како можат доказите да се користат во кривична постапка. Значи, ќе се приводи хрватскиот модел на одмерување, јавниот интерес наспрема интересот на поединецот и јавниот интерес секогаш пренебрегнува во тешки кривични дела, сериозни криминалитети. Така да доказите веќе можат да се користат во кривична постапка. Меѓутоа не ми е јасно зошто, мислам, сегашниот закон е многу добро решение, не треба да се менува, зошто да биде предмет на политички дискурс, за политички диалог. Нема потреба, тоа е јасно. Таа институција треба да постои да се разрешат криминалите во држава кои се направени и треба да има континуитет, како да биде како некој вид на чувар, да не се повтори тоа што ни се случи, да речем чувар на демократскиот поредок. Меѓутоа, ете предмет на политички разврски, пазарења. Јас ќе ти дадам ова, ако ти ми го дадеш ова, нема логика. Плюс легитимитетот на преговарачите, особено од страната на опозицијата. Лице кое активно е вклучено, има статус на обвинет во кривична постапка. Цивил медија